Го следите отвореното студио на Еден ТВ. Во наредниве 10 минути имаме еден интересен гостин. Мене малку абстрактно ми ете и Боријан кажа, футуристичка приказна. Додека се договаравме, малку нешто ми стана јасно, но ќе се обидеме и вие да разберете за што се работи. Еден проект наречен Дневната соба на иднината. Минатиот викенд, петок, сабота и недела во МКЦ, многу млади и првен не кажав дека гостин ми е Илија Тирицовски, продуцент. Така те најавувам, нели? И еден од тие автори на Дневната соба на иднината. Да. Ќе објасниме кој е проектот, кој го финансирал, зошто се работи тоа. Минатиот викенд, таа Дневна соба на иднината, после Ливерпул и Лондон беше донесена и во Скопје. Многу млади дојдоа, покажале интерес да ја гледаат, да ја видат таа Дневна соба на иднината. И всушност како почнува приказната за таа Дневна соба на иднината. Тоа е на некој конкурс на Британскиот совет, нели? Да. Како почна таа приказна? Пак ќе им објасниме после на гледачите каква е таа паметна соба. Па вака, пред точно година дена се приклучив на тимот Дневна соба од иднината. Во склоп на една работилница. Тој е тим британски. Да, британски тим, кој го основа, значи целата приказна околу Дневната соба на иднината започнува со една соработка помеѓу Институтот Факт од Ливерпул и BBC. Во BBC има еден посебен оддел кој работи на развој и истражување на разноразни програми, посебно со современата технологија, и прават обид да направат една комбинација помеѓу уметноста и технологијата. Го почнуваат проектот во кој се интересираат што би се случувало во Дневната соба од иднината и бараат начин и помош и финансиска, меѓутоа и креативна од Британскиот совет во Британија, кој е една посебно голема институција таму, и тие предлагаат да вклучат млада, креативна и технолошки напредна енергија од Балканот. Веројатно од нивните позитивни искуства, од нивните позитивни искуства од овде, од овој дел од светот. Во овој проект беше вклучен ти и колегата твој од Црна Гора. Да. Учествувавме на една работилница 20 луѓе од цел Балкан. Бевме поделени во тимови. Јас таму се запознав со Младен Раконјат од Црна Гора. Се направивме еден тим, развивме еден концепт кој им беше интересен веројатно на луѓето кои го... беше на... Да, веројатно многу близко. Вие ја смисливте таа Дневна соба на... Па не, Дневната соба на иднината е практично нивно... Нивно, а вие ја разработувате. Така, да. Ние го развивме концептот и тоа во голема мера се поклопи со на тие како гледаат на Дневната соба од иднината. Инаку, тука има една интересна приказна, бидејќи англискиот израз living room of the future има една двојност. Living room како дневна соба и living room како жива соба на иднината. И тука беше тоа беше интересно, дека треба да изградиме една соба која ќе биде жива, а ќе биде пак како дневна соба во еден нормален просечен дом. Јас од едно интервју тука што прочитав денови пред да биде таа промоција што ти е објавено, велиш дека, односно има дека во таа Дневна соба на иднината ги оставаме лични податоци. И мене малку тоа ме некако... Па, да, личните податоци се голема тема. Што значи тоа? Голема тема. Ако влезам јас во таа, ако дојдам во МКЦ, ако влезам во Дневната соба? Ние вака, од почеток имавме голема дискусија околу тоа, нашите лични дигитални податоци, кога влегуваме во било кој простор, кој е дигитално... Не зашто те прашувам, нели те прашувам заради сајбер криминалот. Да. Токму заради тоа,
бидејќи цела комуникација помеѓу уредите кои се внатре во собата. Дали се Да, тоа да им мобилни објасниме на телефони, гледачите дека во вашата дневна соба имаше кауч, телевизор, аудио апарат и сега го витна таблет. Сега го витна опрема и уреди кои може да ги има во било која дневна соба. Таблет, радио, часовник, книги, чаши, секакви работи кои може да ги има во било која дневна соба. Сите тие работи се дигитално поврзани преку интернет. Сега, бидејќи користиме интернет. Ти интернет. дека во каучот има сензори. Сензори, да. Има сензори и тие детектираат кога некој е внатре во собата. Еве, јас влегувам во собата и седнувам. И Кога ќе влезете вие во собата препознава дека некој има внатре во самата соба. Кога ќе седнете на троседот, таа знае дека некој е спремен да комуницира со содржините кои сме ги подготвиле за публиката. Да, основната ваша суштина е интеракцијата со гледачите, така нели? Програмата, она што BBC најмногу го интересира, и интеракција со гледачите. Интеракција со публиката. Да. Тоа е на кој се фокусираат најверојатно во следниве години и токму заради тоа ние изградивме на последна програма во даден момент програмата и самата соба ќе комуницира со публиката и ќе ја крои програмата во однос на публиката која се наоѓа во собата. Сите уреди кои се внатре во собата се поврзани преку интернет, меѓутоа тоа е една заштитена и затворена мрежа. Не влегуваат податоци дигитални од надвор и не излегуваат податоци од собата надвор. Тоа ние го поставивме така за да ја заштитиме собата и да ги заштитиме луѓето кои влегуваат внатре, влегуваат со собствената дата, со личните податоци, за да можат да комуницираат со собата и тоа да не излезе надвор. Сега, тоа е многу важно. Многу важно, да. Тоа е едно прашање кое многу се дискутира и се дебатира таму некаде на запад. Да, сајберкриминалот за сајберкриминалот, за употребата и злоупотребата на личните податоци. На личните податоци, па и кај нас е веќе евидентно, само се уште мислам дека на службите не им е јасно баш. Не се толку упатени. Па мислам дека службите се упатени, меѓутоа обичните луѓе не се упатени и не се свесни за тоа што се случува кога ќе ви дојде некој на гости кој ќе ви побара пасворд од вашата Wi-Fi мрежа и дека со тоа практично се изложува на опасност податоците кои ги има во телефонот, за тоа неговите личните податоци во телефонот. Тој што ќе ми го побара пасвордот. Да. Ги остава кај мене. Па не ги остава буквално да ги остава, меѓутоа постои систем кој може да допре до тие податоци кои потоа би се искористили и злоупотребиле на било кој начин. На тој начин може. Да. Па и по кафаните пасворди код. Да. Многу често се случува кога ќе побарате обично надвор кога одиме, бидејќи немаме роуминг на кафе. Да, немаме роуминг и користиме мрежа која е надвор. Ви бара или мејл, или број на телефон, или било какви податоци. Веќе оставаш личен податок, трак оставаш. После тоа може маркетиншки да се искористи тоа, да влезе во некоја база на имейл адреси или телефони преку кои може да ви промовираат или не знам за било кој други начин да ги употребуваат или злоупотребуваат тие. Добро, оваа паметната соба е затворена. Да. И еве сега на пример како функционира таа? Зимам јас книга. Нели има книги? Да. Ајде му објасниме на гледачите. И па вака. Што значи тоа паметната соба? Што ќе ми врати? Како ќе направи? Дел од уредите кои се наоѓаат во самата соба е еден таблет на кој било која реакција на публиката внатре, на било кој гледач кој се наоѓа присутен, ако на пример, ако ја земе чашата на собата, нели така ќе го наречеме тој систем, препознава дека некој ја зел чашата и претпоставува дека ќе се напие вода. И на тој начин ќе ни врати назад да знаеме ние дека знае. Ќе ни прати некоја порака на таблетот. Тоа многу лесно може да дојде како порака, како SMS, како порака на Twitter или на Facebook или било како. Тоа е само еден начин да покажеме ние интерактивноста на собата со интеракцијата со публиката, да. Исто така, кога ја споменавте книгата, пошто книгата која имаме во собата е поврзана со еден од филмовите кои го користевме за аудиовизуелниот дел во собата. Тоа е железничката зграда. Сите скопјани ја знаат. Да, тоа е книга за еден проект за заштита на универзалната железничката зграда во Скопје.
И системот препознава дека ние сме ја зеле книгата и претпоставува дека ќе ја читаме книгата и ќе се запознаеме со собата, со железничката зграда и токму заради тоа ќе ни покаже на телевизорот. Самата ќе пушти на телевизорот ќе го пушти исклучиво дел кој е од зградата. Видео кој е од зградата. Да. Ако другиот филм кој го користевме за како аудиовизуелен материјал е од на мојот драг колега Павел Прокопич, еден прилично интересен режисер од Лондон. Тој ги истражува и ги снима младите луѓе во метрото во Лондон. И имавме картичка, транспортна картичка од метрото во Лондон. Ако некој ја допре и ја земе, картичката, тоа дава некој сигнал и тоа на телевизорот, на самата програма ќе даде наредба на некој начин, ние да видиме голем дел на целиот екран, да видиме видео од она што го снимил Павел во метрото во Лондон. Таа е комуникација помеѓу публиката и програмата. Чинем дека не цел месец си бил таму додека сте го монтирале овој проект, документарец од 7 минути во BBC, така? Да. Кој е искуството? И која е разликата тука како продуцент и таму во BBC? Сигурно е огромна разликата. Процесот е и технолошки и секако. Да, процесот е скоро ист, меѓутоа начинот на пристапување во подготовка и во реализација на самите проекти, независно дали се работи за проект како видео или за голем ваков проект, разликата е огромна. Во смисла на тоа дека нас не требаше многу време и додека не се почувствувавме спремни дека е сега време да се влезе во продукција на самата соба и да ги разгледаме сите можни аспекти кои може да ни направат проблеми при самата реализација на проектот, ние не влеговме во продукција на сето тоа. Имавме дедлайни, имавме рокови кои моравме да ги испочитуваме. А каква беше екипата што ја работеше ова паметна соба, ја викам ја? 15 луѓе се вклучени во самиот проект, меѓу кои ние неколку продуценти и луѓе од 3 универзитети, значи тоа се доктори на науки претежно, кои се врвни истражувачи во својата област од 3 различни универзитети во Британија, Ланкастер. Во технологијата. Во технологија, технологија. И тие ни помагаа многу сето ова што ние го замисливме да го реализираме. Добра, веројатно и тоа многу ќе им користи на ова што е околу битката со сајбер криминалот. Да, сигурно. Токму заради тоа тие се обидуваат да вклучат повеќе институции кои имаат интерес од самиот проект. Од една страна, како што кажа факт, има интерес да приклучи уметници кои би направиле обид да склопат нешто кое ќе биде поврзување меѓу уметноста и технологијата. BBC има свој интерес во тоа да своите истражувања во интерактивноста на програмите со публиката. Некои други, веројатно, институти и институции сигурно ќе имаат и други интереси поврзани со овој проект. Токму заради тоа проектот и расте, се апгрейдува, се напредува и понатаму и останува жив. Тие бараат средства за да го продолжат понатаму. Дури размислуваат во тоа дека нема да застане тоа само на една дневна соба, туку ќе го шират проектот да направат некоја куќа за почеток, во која ќе биде цела куќа ќе биде интерактивна и ќе биде поврзана со програмите и сите уреди кои можат во една куќа или во еден стан да бидат вклучени. Претпоставувам да било многу искуството и одлично и ти било интересно. И си имал шанса да покажеш својата креативност. Да, многу е интересно дека таму од една страна даваат широк простор за покажување и на креативноста и на своите знаења во онај дел во кој тие сметаат дека си ти добар. Од друга страна пак таа технологија за која викаме ние дека е овде, не знам, научна фантастика, тие гледаат на тоа дека ќе биде од понеделник веќе ќе го имаме сите дома. Еве од режијата веќе ме опоменуваат дека ни минуваат минутите.
При крај сме, јас заборавив на почетокот да кажам дека Илија Тирацовски е продуцент, има работено на, или се уште работиш на Преслав, на моментално на документарниот филм Сите ќе умреме во режија на Сашко Потер Мицевски го работиш и на многу на ТВ серијата 5+ и на многу други такви проекти. Верувам дека и на оваа паметната соба ќе продолжиш, ќе добиеш пак. Па се надевам дека ќе не само јас, туку ќе има можност и други луѓе да се вклучат. Било од креативна или од технолошка индустрија, да кажеме, дека ќе може да се вклучат во вакви проекти како овој. Илија, ти благодарам, се надевам дека на гледачите им стана јасно и дека не е ова сајбер криминал. Ви благодарам и вас. Да.